Утрински стихови од Библијата. 5 јули. Тој ги знае нашите потреби и пред да побараме. Зашто вашиот татко знае што ви е потребно, уште пред да го помолите. Матеј 6:8. И самиот Исус, додека живеел меѓу луѓето, често бил на молитва. Нашиот Спасител се идентификувал со нашите потреби и слабости. Во тоа, тој станал молител, барател, барајќи од својот Отец свежи залихи на сила, за да може да излезе подготвен за должноста и искушенијата. Тој е наш пример во сите нешта. Тој е брат во нашите слабости, во се искушан како нас, но како безгрешен. Неговата природа се отстрануваше од злото. Тој издржа борби и измачување на душата во светот со грев. Неговата човечка природа ја направи молитвата неопходност и привилегија. Тој наоѓаше утеха и радост во заедницата со својот татко. Иако Спасителот на луѓето, Синот Божи, чувствуваше потреба од молитва, колку повеќе кревките грешни смртници би требало да ја чувствуваат неопходноста од огнена, постојана молитва. Нашиот небесен татко чека да ја излее врз нас полнотата на својот благослов. Наша привилегија е изобилно да пиеме од изворот на безграничната љубов. За чудење е што се молиме толку малку. Бог е спремен и расположен да ја чуе искрената молитва на најскромното од неговите деца. А сепак се покажува голема воздржаност од наша страна да му ги кажеме нашите потреби на Бога. Што ли можат небесните ангели да си помислат за кутрите безпомошни човечки суштества, кои се подложни на искушение, кога Божиото срце на бесконечна љубов копнее по нив, подготвено да им даде повеќе отколку што можат да побараат или да замислат, а сепак тие се молат толку малку и имаат толку малку вера. Молитвата е отворање на срцето кон Бога како кон пријател. Не поради неопходноста да го информираме Бога за тоа кој сме, туку за нас да не оспособи да го примиме Него. Молитвата не го спушта Бога долу кај нас, туку нас не воздигнува горе кон Него.